Прилеп останува лидер во селекцијата на отпад во Македонија. Јавното претпријатие Комуналет соопшти дека според извештаите на Министерството за животна средина и Пакомак, Прилеп селектирал отпад колку сите други градови во Македонија, вклучувајќи го и Скопје. За разлика од лани, селекцијата била зголемена за 10%. Месечно се селектирале над 70 тони хартија, 10 тони пластика и 4 тони најлон кеси. Годишно се неколку 2 до 3000 тони. Замислете плюс 2 во метри кубни. Колку би се оптеретила нашата депонија и со тоа колку би се загадила животната средина. Значи ние тоа не го депонираме, го селектираме, го пакуваме и го продаваме на предпријатијата што вршат откуп, а тие пак до предпријатијата што вршат рециклирање. Прилеп е единствен град во Македонија каде 70% од територијата на градот е покриена со примарна селекција, која се врши така што секое домаќинство добива бесплатно по 2 корпи за селекција. Досега биле поделени над 19.000 вакви корпи за селекција. За 100% покриеност на градот требало да се набават уште околу 6.000. По повод пак неделата на детето, воспитувачките во градинката Гоце Делчев во Прилеп во соработка со Лак Агро лидери и извидничкиот одред Феникс приредија вистинско шоу и едукација за најмладите околу селекцијата на отпад, носејќи фустани од рециклирачки материјали. Финална активност ни беше едно фешн шоу од рециклирачки материјали. Пропратено се разбира со малку глума за да им биде интересно на дечињата. Овој успешен настан нема тука да застани, туку ќе продолжи понатаму. Се надевам со други проекти, со други активности. Целта на нашиот проект е на најмалите да им вградиме навика за рециклирање, за селектирање на отпадот, за понатаму да продолжат и како возрастни личности да се грижат за нашата животна средина. Инаку примарната селекција на отпадот во Прилеп се спроведува веќе околу 10 години.